Marko, më në fund firmos me Shkëndijën, sa mesazhe ke marr këtë periudhë nga tifozët Shkëndijës? Па ќе бидам искрено, уште ја добивав пораки искрено и од прошлата сезона. Но последниве месец дена, последниве 2-3 дена да кажам, до сега најмногу. И секој клуб кај што сум видел, вакви пораки, волку пораки не сум добил. И многу сум среќен за тоа и се надевам дека ќе ги исполнам очекувањата. Kjo të bën të ndjesh mirë që përveç kryesisë, përveç stafit teknik, përveç drejtuesve, këtu në Tetov dhe në Shkëndij të donë edhe publiku, bile akoma përpara se me ardhë. Но искрено да, мојот одговор е да кажам да, и тоа големи очекувања и многу сум среќен за тоа и затоа ја избрав Шкендија. Бидејќи гледав и од страни од навивачите дека имам голема поддршка и затоа избрав да дојдам тука и многу сум среќен за тоа и се надевам дека ќе ги оправдам и ќе бидеме среќни сите на крај. Në një farë mënyrë më dhe përgjigjen e radhës, por dua të pyes. Ke patur oferta edhe tjera, ne e dim, ndikoi kjo në vendimin tënd përfundimtar për të zgjedhur klubin e ri, konkretisht Shkëndijën? Многу влијаеш, искрен ќе бидам сега, јас сум таков и имам и големи емоции. Искрено тоа не сум го доживел до сега, бидејќи реално секој ден да ми пишуваат такви пораки со гостопримство, што едва и чека да дојдам, реално и тоа беше голема одлука за да прифатам без размислување да дојдам да потпишам за Shkëndij. Tani më ke firmosur zyrtarisht, Marko Gjorgjevski është lojtar i Shkëndijës. Çka paraqet kjo në aspekt profesional për ty, sa i motivuar je? Па реално се знае дека во Македонија кои се најголеми клубови и нема потреба тука да многу да размислував и знам какви амбиции има Shkëndija, какви амбиции имам и ја. И се надевам дека на крај ќе ги оствариме јас моите амбиции и заедно со клубот со Shkëndija. И тоа е тоа. Nëse nuk gaboj, ndeshja e fundit të jotja në Maqedoni ka qenë pikërisht kundër Shkëndijës me Sileksin dhe ka shënuar 2 gola, duke fituar edhe titullin e golashënuesit më të mirë në Ligën e Parë të Futbollit të Maqedonisë së Veriut. Mendon që tash me një skuadër më të fortë si Shkëndija do ta përsërishësh dhe do të kesh shumë gola? Реално баш точно, тоа е последен мој надпревар и се надевам дека сега ќе настапам за Shkëndija и ќе продолжам во таков ритам како што застанав од тука. И нормално дека кога дојдеш во голем клуб дека имаш и нормално и притисок, но јас сакам тука да уживам и да си осварам моите соништа, нормално да постигнам тука голови и да направиме голем успех со клубот. Нормално и дека на крај се гледа да тука кога дојдеш во голем клуб дека да освоиш шампиони и да искочиш во Европа. Ke luajtur në Rumani, tani besoj që e ke ndjekur Shkëndijën posaçërisht në vitin e kaluar në Conference League, nuk është që ka ndodhur një ekip nga vendi jonë të kalojë deri në play-off. Dhe në anën tjetër, këtë përshtypjen e parë këtu, ekzamenimet mjekësore, pritja, prezantimi, deklarata zyrtare, e shesh Shkëndijën si klub europian, si duket gjithë kjo që po ndodh këtu? Реално, кога ја и лани искрено бев блиску до Shkëndija, но се одлучи за таков потег да подпишам за ЧФР Клуж, што реално 5 пати шампион бил на Романија, но искрено исто тој голем клуб, реално Shkëndija, како да кажем, ми изгледа дори поорганизирани од сите тие клубови што се во Романија, да бидам искрен. И 2 пати го доби ФЧСБ шампионот на Романија. И таму сите ја гледа Shkëndija со други очи. Shkëndija, kena kanë thënë edhe neve, por ti duke jetuar në Romani, ka shumë njerëz që e ndjekin, posaçërisht me ata fitore ndaj Steaua Bukureshtit. E ke ndjerë edhe ti këtë? Да, како не. Реално во Романија кога играше ФЧСБ против Shkëndija, сите знаеа за каков противник има ФЧСБ. Реално и малци ја подценија тогаш да збориме реално, но после двата надпревари веќе Shkëndija отиде многу погоре и претходно била голема Shkëndija, но после тоа веќе стварно гледат и со други очи, стварно Shkëndija веќе, кажам, нема што да збориме повеќе кога стварно европски голем клуб. Marko Gjorgjevski, bëhet golashënuesi më i mirë i sezonit dhe kampion me Shkëndijën në fund këtij sezoni? Па апсолутно да. Ќе давам све од себе да биде така и ќе бидам најсреќен ако тоа се случи и мислам дека ќе идеме по тие стапки да шампион биде Shkëndija, а ја да бидам најдобар селец.